Истражување. 1/3 од студентите се соочиле со дискриминација на факултет, но малкумина пријавиле. Проблемот со прекумерната телесна тежина на децата во земјава се зголемува. Болестите демнеат. Фондацијата Метаморфозис со повик за учество на третото издание на хакатонот за отворени податоци. Здраво, јас сум Кика, а ова е новата епизода на Шорткат. Следете на. На почетокот на оваа епизода изразуваме поддршка кон сите оние кои страдаат во војната во Украина. Во 21. век Европа за прв пат е сведок на војна на нејзината територија, откако Русија изврши напад врз Украина во четвртокот, на 24 февруари. Чинот на агресија од руска страна веќе доведе до стотици загинати лица, илјадници повредени и неколку стотици илјади раселени цивили од своите домови. Низ целиот свет изминатава недела се одржуваат протести против рускиот напад врз Украина, а еден ваков протест се одржа и во Скопје минатиот петок. Емоції переповнюють, тому я не знаю, я не можу це спокійно про це говорити. Мої всі рідні в Україні. Половина сім'ї в Києві, інша на півдні України. І це дуже важко бачити ці новини. Господи, бережи Україну, дякуючи нашим військам, вони нас боронять. Дякую. Слава Україні! Емисијата ја продолжуваме со информацијата за онлайн дебатата што ја организираше Фондацијата Метаморфозис во понеделникот на тема глобалното затоплување повикувана акција како да се справат младите со иднината. Пренесуваме дел од говорите на учесниците на дебатата, кои што зборуваа како климатските промени влијаат врз младите и што младите можат да преземат. The future, the whole idea of actually talking about climate change is we're talking about the future. The future is you. The future are you, our children, our grandchildren. We are the ones today that we are currently leading the country as a government all across the world, and we are obliged to take the necessary measures and steps to actually prevent and adapt to the future we're actually going to face tomorrow. Како млад човек би рекла дека климатските промени се веќе насекаде околу нас, колку е тоа видливо или не, и за жал се станува повеќе видливо во текот на наредните години. Би сакала да кажам дека без разлика која е нашата позиција во општеството, ние на секој начин можеме да донесеме еден вид на позитивен импакт, бидејќи ние носиме еден вид негативен импакт на секој ден. Можеме само да го спртиме тој мал негативен импакт кон мал позитивен импакт. Од исклучителна важност е како ќе се однесуваат младите луѓе, но секако и постарите, се со цел да може да ги намалиме ефектите и да го подобриме одговорот кон климатските промени, односно ефектите кои што ги предизвикуваат. Младите луѓе се тие кои што имаат моќта да ги направат промените, тие ги прифаќаат предизвиците за лична промена на навиките и кај нив одржливите практики, како што се практики за селекција на отпад, натаму рециклирање, користење на велосипеди, тротинети, јавен транспорт, учество во еколошки акции, според мене најважното, промена на навиките и промена на размислувањето се случува полесно и побрзо. За соработка потребни се двајца, нели? Институциите колку и да ги отворат своите врати и да сакаат да соработуваат со младите, треба и наша должност е како граѓански сектор и како држава да ги оспособиме младите да ги препознаат тие можности и да се вклучат во тие процеси. We should start from ourselves. Every change in this world starts from us. We are the main factor of keeping the change, keeping the rhythm up. And we as youngsters, we as teenagers, we as young people should start that riot. We should speak up and be active. We should be the ones who talk about us, who talk about our future. Покрај климатските промени, кои се тема од интерес за младите, уште едно важно прашање е дискриминацијата со која тие се соочуваат за време на студирањето. Дури 30% од студентите во земјава се соочиле со дискриминација на државните универзитети, но само 6,6% пријавиле дека се жртви на дискриминација.
Овој поразителен резултат е дел од истражувањето на Младинскиот образовен форум за студентската дискриминација на 4 државни универзитети. 16,9% од оние што се соочиле со дискриминација се студенти на УКИМ, а по нив следат студентите на универзитетите Гоце Делчев, Свети Климент Охридски и Државниот универзитет во Тетово. Како најчеста причина за дискриминација, студентите го навеле надпросечното знаење и оценките што ги имаат тие, а кои што довеле до етикетирање и отфрлање од своите колеги. Преминуваме на нашата главна тема неделава, а тоа е прекумерната телесна тежина кај децата. Од 34 на 37% е покачено присуството на згоеност кај децата во земјава, покажуваат наодите на тим здравствени експерти. Нашата држава веќе 10 години учествува во иницијативата за следење на прекумерната телесна тежина на европско ниво. Ние сме една од земјите во Европа во кои што има зголемување на просекот на згоеност кај децата. На оваа тема зборуваме со професор доктор Игор Спировски од Институтот за јавно здравје. Однесувањето на децата и околината во која што живеат, значи однесувањето на нивните родители и однесувањето во школската средина. Тоа е едната причина. Таму доколку нема подобрување, не можеме да очекуваме подобрување во преваленцата, викаме, на детска дебелина. А втората е целата ситуација во однос на мерки кои што се спроведуваат на национално ниво, кои што би били обврска на носителите на одлуки, а кои што во Македонија не се на она ниво на кој што би требало да бидат и не ги следат европските и светските трендови. Кардиоваскуларните првенствено болести, болестите на ендокриниот систем, пред се диабетот и некои видови на карциноми се поврзани со исхраната и со состојбата на зголемена телесна тежина и дебелина. Детската дебелина од друга страна доведува до предвремено јавување на тие состојби. Родителите да ги советуваме прво да ги прифатат, како викаме, патеки на однесување кои што нема да промовираат дебелина, затоа што треба да бидат свесни дека како тие се однесуваат, така се однесуваат и нивните деца. А во однос на училишната средина, каде што најмногу може да се делува, би препорачал следење на актите кои што веќе се донесени, кои што веќе ги има донесено Министерството за образование и наука и Министерството за труд и социјална политика. Институтот за јавно здравје срдечно помагаше да се донесат тие акти, правилници за стандардите на оброците и во градинки и во основно училиште, така што доколку ги следиме нив, мислам дека ќе ја подобриме ситуацијата. Една сме од земјите во Европа, не се тие малку, меѓутоа не се ни многу, кои што имаат зголемување во тој просек 10 годишен на следење на детската дебелина. Значи, од 34 некаде на 37% ни е покачена просечната преваленца на детска дебелина, а тоа покачување пак најмногу се должи, тоа е интересен податок, на зголемувањето на преваленцата на зголемена телесна тежина и дебелина кај девојчињата. За крајот на денешната емисија ве информираме за една извонредна можност за сите студенти, IT стартап компании и IT ентузијасти. Фондацијата Метаморфозис го организира третото издание на Хакатонот за отворени податоци, кој ќе се одржи од 24 до 27 март. На Хакатонот учесниците треба да создадат креативно решение што ќе овозможи промовирање на концептот за отворени податоци. Право на учество имаат тимови составени од студенти или стартап компании од областа на IT, кои имаат знаење за програмирање, дизајн, економија, маркетинг и слични области. Еден тим може да биде составен од најмалку 3 членови, а најмногу 8, додека едно предпријатие може да пријави само еден тим.
Пријавувањето е отворено до 23 март. Ова беше се што подготвивме за денеска. Во меѓувреме, информирајте се преку рубриката за млади CTRLZ на вебсајтот на meta.mk. Чао, до следниот четвртак.